Кратки најави за денешниот дневник. Мартин Гоџовски од Варош по трет пат го фати честниот крст во водите на Охридското езеро. 24-годишниот Петар Чакарески од Струга беше најсреќниот од скокачите во водите на Црндрим. Православните верници според јулијанскиот календар на секаде низ светот го прославија Богојавление водици. Автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен во рамките на договорениот рок, уште еднаш потврди вице-премиерот Николовски. Најмалку 39 загинати во железничка несреќа во Шпанија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес за утринските часови имавме до умерено облачно и студено време, а во текот на денот сончево со умерена облачност. Дуваше до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура изнесуваше минус 4 степени Целзиусови, а максималната дневна 4 степени. Во Охрид утре предпладнек имаме претежно сончево и студено време, а попладне ќе превладува претежно облачно време. Ќе дува умерен ветер од источен правец. Минималната температура ќе изнесува минус 3 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне до 5 степен Целзиусов. Во Македонија утре предпладне ќе превладува претежно сончево време, попладне облачноста ќе се зголеми, а кон крајот на денот и во текот на ноќта се очекуваат повремени врнежи претежно од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југоисточен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од минус 12 до минус 2, а максималните од минус 2 до 7 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Охрид во духот на православната традиција радосно и достојно го прослави празникот Богојавление водици. Најсреќен од стотината скокачи по честниот крст во водите на Охридското езеро беше Мартин Гоџовски. На големиот богојавленски водослед кој го символизира крштевањето на Исус Христос во реката Јордан, присуствуваа илјадници охриѓани и гости од земјава и странство.
29-годишниот Мартин Гоџовски од Варош го фати чесниот крст кој во светените води на Охридското езеро го положи митрополитот Дебарско-Кичевски господин Георгиј. Ова е трета среќа за Мартин кој лани и во 2022 година беше најсреќниот помеѓу стотина скокачи по крстот. Посакувам секој православен христијанин, секој верник да го искуси бар еднаш во неговиот живот ова благодат, овај свет крст. Желбата голема, така сме задоени, ние што живееме во стариот дел на градот, задоени сме со оваа традиција, здравје, благосостојба, мир во фамилијата. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на фаќачот на крстот му подари икона и филигрански крст и му посака многу среќа, здравје, љубов оваа година да биде негова и на охриѓани. Порача дека масовната прослава на празникот Богојавление Водици со поддршка на локалната самоуправа од година во година ќе расте и покрај како централна манифестација во земјата ќе биде препознатлива во светот. Денешниот ден заврши онака како што започна организацијата во едно прекрасно време кое што го послужи и народот, меѓутоа и капачите. Манифестацијата заврши, продолжува забавата на градскиот плоштад. Нормално јутре за денот на рибарите имаме уште еден настан заедно со Охридскиот музички еснав во 12 часот, како што кажам, на плажата Сараиште. Наша работа е како локална самоуправа и организатори на овој настан заедно со Дебарско-Кичевската епархија да расте од година во година, да добиваме што поголем број и да биде едноставно покрај религиски празник или најголем празник, како што кажав, кој што охријани го слават, да биде и еден вид на туристичка атракција каде што многу странски туристи ќе може да видат што е тоа традиција. На големиот богојавленски водосвет во Охрид, кој го символизира крштевањето на Исус Христос во реката Јордан, присуствува и лјадници, охриѓани и гости од земјава и странство. Во Охрид беа и председателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за транспорт и врски Александар Николовски, како и представници од дипломатскиот кор и од политичкиот и јавниот живот во државава. Би сакал да го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици, за Охрид најголем празник. Драго ми е што имаме еден прекрасен ден. Мислам дека имаше преку 20.000 луѓе кои што се појавија на градското пристаниште. Многу видов, тоа ми е навистина драго, гледам и многу странци, што мислам дека многу значи за развој на градот и на туризмот, и мислам дека ова што го прави општината предводена од градоначалникот Пецаков со поддршка од владата ќе продолжи да дава резултати во периодот кој што е пред нас. На момчето кое што и годинава, исто како и лани, го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила. За безбедноста на граѓаните кои го проследија чинот на осветување на водите на езерото од градското пристаниште, како и за безбедноста на капачите, се грижеа 10 медицински и спасувачки тимови на Црвениот крст Охрид. Освен случаи на несвестица, колабрирање и блага хипотермија, настанот помина во најдобар ред без посериозни интервенции, посочува председателот на Црвен крст Сашо Точков. Тимовите на Црвениот крст кои што беа задолжени за грижа за безбедноста и во вода и на копно, има 17 интервенции во вода и 3 интервенции на копно, и спасители и медицински тимови. Значи, вкупно 20 интервенции, сите поминаа во најдобар ред, нема никакви последици, све беше како што треба. И годинава на Сараиште напладне беше извршено групно крштевање, а прославата на празникот Богојавление продолжи со забава на плоштадот на која се служеше топла ракија за сите верници и добронамерници, како и со традиционална крводарителска акција. Утре кај Сараиште со заедничко капење и настап од Охридскиот музички еснав ќе се одржи денот на рибарите. Стотици верници денес го прославија празникот Водици во Струга, а 24-годишниот Петар Чакарески го извади чесниот крст од реката Црндрим, символично отварајќи берикетна година. 24-годишниот Петар Чакарески од Струга е среќниот фаќач на светиот крст во водите на реката Црндрим. Тој беше најсреќен, најбрз и највешт меѓу стотиците капачи кои денес пливаа во ладните речни води на температура од 8 степени. Вели на Водици се капи од дете, а за прв пат му се посреќило. Секоја година, може да од прва, втора година се капам, стално.
здравје, среќа, љубов, да споделам, да сме сите здрави и живи, само напред. Бог се јави. Митрополитот Дибарско-Кичевски владиката Георги по завршувањето на Богојавленскиот водосвет на Охридското езеро годинава за прв пат ги освети и водите на Црн Дрим. Илјадници верници распослани на киот го следеа светиот чин. Меѓу нив беше и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која рече Дрим ја потсетува на Јордан. Прекрасно како да сте покрај Јордан, а мислам дека на Дрим многу му личи. Да личи на Јордан. Честитки за победникот, но и за сите, и оние кои се надпреварува, и оние кои го следеа надпреварот како мене. Гледате колку е силна вербата, гледам одовде до другиот мост, скокаат луѓето. Се разбира. Не е можно секој од нив да го фати крстот, ама можно е да влезе во светените води и да биде среќен. Мислам дека ова е нешто што не прави посилни, не прави подобри луѓе, не прави подобри верници. Бидејќи да, ова е моментот кога Бог се јавил и тоа во сите своји три лика. Се верува дека оној што го вади честниот крст има благословена и берекетна година. Ке го прати среќа. Воедно се верува дека сите оние кои денес се капат во осветените води ке ги следи здравје и берекет. Векови наназад реката Црн Дрим е сведок на верата, надежд за издаедништвото, а на овој ден ги обединува луѓето од сите генерации. Покрај традиционалниот поздрав Бог се јави, навистина се јави. Верниците ја носат осветената вода во своите домови, каде се попрскуваат куќите за здравје и берекет. Богојавление водици денеска на секаде низ светот го слават православните верници според јулијанскиот календар. Почесниот крст се пливаеше на Балканот, во Русија, во Африка и на Блискиот Исток. На температура од минус 37 степени, околу 3600 луѓе учествувале на традиционалното капење за Богојавление во руската држава Хакасија, соопшти денеска Руското министерство за надворешни работи. Вербата и храброста ја одржуваат традицијата и покрај студеното време. И председателот на Русија, Владимир Путин, традиционално се искапи во ледените води по повод водици, соопшти портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков. Тоа го направи председателот на Белорусија Александар Лукашенко. Почесниот крст се скокаше и низ цела Србија. Во Белград традиционалното пливање по честниот крст се изврши на ниски температури во водите на реката Дунав. Годинава богојавленската манифестација ги собра верниците и бројните граѓани и покрај студеното време и силниот ветер. Верниците потоа во своите домови носат од водата осветена и благословена од свештениците, за која се верува дека е лековита. Богојавление водици на 19 јануари, освен на Балканот и во Русија, се одржува и во Африка и на Блискиот Исток. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски денеска од Охрид истакна дека динамиката на работите е одлична и дека очекувањата се автопатот Кичево Охрид да биде пуштен во рамките на договорениот рок. Тоа е ветување и така ќе биде. Не можам да ги предвидам само временските услови, знаете дека ова есен беше навистина врнежлива. Дали ќе завршиме во декември или ќе завршиме во март, тоа е опсегот заради временските услови, е прашање на Господ и на време, но ветувањето кое што го дадовме ќе го реализираме. За жал проекти немаше, геолошки истражувања и геотехнички немаше. Сега се направија, имаме проекти за 16 слечишта, од кои што 14 ги стабилизираме. Најголем дел се со галерии, едната е веќе готова кај селото Извор, втората почнува да се работи. Очекувам до пролетта веќе 3 да се целосно завршени. Најголемиот проблем е кај селото Потун, цела планина буквално се спушта таму ќе одиме со стабилизации кои што ќе одат внатре во земја, 14 до 21 метар ќе се спуштаме во земја. Чисто за слика, тоа се згради од 4 до 5 спратова, каде имате представа за која висина зборуваме. Толку ќе се спуштаме надолу со техники кои што се модерни, кои што се најнови во инженерскиот систем. Ветивме дека ќе завршиме автопатот и ќе завршиме без разлика што се треба да се направи. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.